Мирот, убавината, природата во манастирот Свети Јован Бигорски привлекуваат бројни домашни и странски туристи. Дополнително уживање за нив е свежината во реканскиот крај, која е одлична замена за топлите градови. Преубаво е. Имам пријатели во Скопје кои секогаш доаѓаат кај мене во Германија. Овој пат решивме јас да дојдам тука. Од овде се слуша и течението на реката, што многу ме смирува. До овде пристигнаа по комплетно обновениот коловоз од регионалниот пат Маврово-Дебар се до влезот во манастирот. Патот е проширен. Сигурно ќе идат повеќе туристи сега по асфалтираниот пат. До сега беше многу тесен и на туристите беше дури страв да се качуваат до манастир. Сега со овој пат ќе има сигурно многу повеќе туристи. Тоа прекрасно е. Мислам манастирот добро среден, има добар поглед. Патот е сега проширен и Проширен е, обновен е, добро изгледа, мислам подобро да се движиме по патишта, по-безбедно. Обновениот локален пат е со должина од околу 1 километар и широчина од речиси 6 метри. За овој локален патен правец стануваше збор за доста дотраена коловозна површина, која што комплетно беше извадена, значи постојниот асфалт, заменет со нов асфалтен слој и секако имаше проширување на поготово на свиоците со една цел да биде зголемен безбедноста на сообраќајот и секако беше изведен и потпорен зид во должина некаде од 60 метри. Во 2009 година во манастирскиот комплекс избувна пожар. Целосно изгоре стариот конак, горниот палат, двете трпезари, гостинската просторија, кујната, библиотеката и монашките живеалишта. Денес манастирот повторно блеска, нов сјај. Реконструкцијата на опожарениот горни палат, која исто се направи со голема помош од владата на Република Македонија, е веќе во завршна фаза, така што интересот за посета на манастирот, како од верниците и од гостите од странство и од дома, е многу голема, така што ова ќе им го олесни доаѓањето до самиот манастир. Имено сега можат да доаѓаат и со автобуси, што порано не можеше тоа да се случува, и по старите луѓе беа многу скептични кога требаше да се дојде до самиот манастир. Сега верниците можат да доаѓаат со автобуси до самата манастирска порта. Манастирот Свети Јован Бигорски надалеку е познат по својот иконостас, направен во длабока резба, дело на Петре Филипов Гарката. Манастирот е познат и по иконата на Свети Јован Крстител, за која се верува дека има чудотворна моќ. Според преданието, иконата е нашол монахот Јован во 1020 година. Таа сама дошла до местото каде што подоцна бил изграден манастирот и лепдела над изворите на реката Радика. Во 1885 година иконата е обложена со сребрен оклоп. Се верува дека им помага на родителите кои не можат да добијат деца. Обновените и новоизградените делови на манастирот Свети Јован Бигорски, како и новиот пристапен пат, сега му даваат дополнителен сјај на ова вековно светилиште, сместено во срцето на реканскиот крај.